Lenny Green stoji pred prodavnica v Arlington, naselba v blizini na Washington. Со звона тој собира пари за Salvation Army или Спасителна армија, христијанска организација со филијали низ цел свет за помош на сиромашните. Се гордеам што го правам ова, зашто правам нешто добро, вели тој. Грин нема работа и живее во засолниште за бездомни. Многу од оние со звоно пред предавниците се волонтери, но некои, како Грин, работат за мала надница. Барав работа кога ја најдов Спасителната армија и решив да работам со нив за да му помогнам на некој друг помагајќи си себе си. Многу американци се уште велат дека ќе дадат прилози за време на празничната сезона. Но Американскиот Црвен крст направи истражување кое покажа дека 20% од американците ќе дадат помалку. Грин вели дека некои се извинуваат што не ставаат пари во црвената кофичка. Некои ставаат ситни парички, но тој вели дека сето дека се дава е добро, не е важно колку, зашто е од срце. Портпаролот на Спасителната армија, Џорџ Худ, вели дека потребата за нивните услуги значително пораснала. Луѓето кои традиционално биле наши донатори сега ни се клиенти, а луѓето кои обично даваат по тешките 12 месеци даваат помалку. Оваа организација има многу програми. Има продавници во кои продава донирани предмети и на тој начин поддржува центри за рехабилитација на возрастни. Майк Винсент раководи со центарот во Вирџинија. Тој вели, гледа дека луѓето сега донираат повеќе облека, но не и поскапи предмети за домакинството. Добиваме барем 20% помалку мебел, например. Луѓето подолго се држат до вакви работи во тешки економски времења. Спасителната армија им помага на луѓето и во плаќање на сметки за домакинството. Портпаролот Худ вели дека нивната најголема грижа е што сега, а посебно во јануари и февруари, многу повеќе луѓе ќе имаат потреба од помош, а тие не ќе можат да ги задоволат потребите зашто имаат помалку пари од лани. Но давањето на добротворни организации е дел од карактерот на американците. Никој не се сомнева дека со поправањето на економската ситуација ќе се поправат и нивните приходи.